Значи, ситуацията е таа, они не може услови сега да турајне са в позиција. Или тројца ќе влезат од нас, или никој. Че му узурпира имање. Ние може да тураме са услови. Немојте чекате, немојте со сарност, сијаните не било сарност. Арно, че нема што да им узурпира. Они са репили душата ви взима, вие сте Еден представник уничи диригира на наша приватна собственост, колку може што не може. Политика не бива. Проблемот е настанат во врска со прогласувањето на заштитниот предел Малешево-Малешевијата, кој заштитни предел е од 5-та категорија, во кој не се предвидува никакви забрани, освен одржливо стопанисување. Тоа е првата работа. Тој предел е прогласен на 14 декември и владата го има назначено за управувач на тој предел јавното предпријатие Македонски шуми, кое за нас е едно од најголемите узурпатори на шумите и најголем уништивач на шумите. Тој факт сум го кажувал на сите институции со докази. Ако треба и пред вас, ако ве интересира на крај, ќе ви го докажам. Меѓутоа, сега тоа не е предмет, преченето е друго. Значи, во врска со тој предел, извршија забрана, јас покасно ме вклучија, за 10-15 дена, први пат не сака да се вклучам, меѓутоа не знаев дека сум јас имал дрвна маса кој сум го ангажирал човекот таму, дека он имал и платено, и во шума, и посечено, и се, и не изнесено дрвна маса. И не дава, прашањето е следно. Која е логиката на некој кој му падна на памет, денеска тоа да го направи, да направи забрана да се иде, да се изнесе посечено, да се изнесе, да се продолжи тоа што е направено, да се дадат испратници, да се спречат оние пилани кои има обврски земено и собственици кои има обечено на пилани, некој има и пари земено од пилани, да се спречат оние собствени, пример како мене, јас немам механизација за сеча дотори превоз, ама сум му дал на оние кои има. Човекот ми на мене подмирил и сега што него го излага на додатен трошок. Која е таа логика и тоа да се прави во услови на енергетска криза? Тоа е најголемата работа. И сега што бараме ние како протестен одбор? Јас сум вклучен во протестниот одбор. Бараме која донесе таа забрана? Не ни кажуваат. Второ, бараме до кога ќе трае. Бараме да ни кажат согласно кој законски пропис е донесен. Кој законски пропис е на това? Затоа што секој закон, правилник и право кое се донесува, на крајот има преодни одредби кои викаа постапките започнати во претходниот закон и да е донесен закон и правилник и решение се извршуваат, довршуваат по стариот закон. Значи ние не бараме нова сеча моментално додека не се расчистат некои проблеми. Ние бараме она што е посечено да се изнесе, да не пропаѓа, да не скапува, да не трулоти. Букат, повеќе е бука, буката за 3 месеци, трупчите скапуваат, прозукнат. Ако почнат една недела, две да почне да грее јако сонце, тие за 15 дена, 20 опаѓа кората и веќе прозукнат. И тие не се запознат. Не знаеш како да ни одговарат, не знаеш што да ни одговарат. Јавното не вика и ние сме во иста кош, што не е точно. Тие имаат забрана, тие не имаат дадено документ. Тие треба да го решат проблем, не ние. Документите се од нивна страна на нас да не дадени. Ние и на кого друг да се вратеваш на нив. И они треба да известуваат кој го направил тоа. И во колку не ние одиме да протестираме пред владата, ќе се договориме кога и како, за тоа што владата е надлежна за прогласување на заштитен предел, али сме свесни дека таа нема извршено забрана. Нашиот проблем е следниот. Без никој од нас, собственици на приватни шуми, да го консултираа, они си доносат некои нини закони, програми за заштита на шумата горе, на нашето предел. Ние сме од Берово, ние претежно живееме од това, од шумата. Значи тука в Берово има некаде околу 15-20 пилани, а и повеќе. Правим обед само за Берово, иначе в Малешевијата има повеќе, кои сигурно имаат запослено до 1000 до 1500 жителя, кои взимаат плата, кои екзистираат од това, кои живеат од това. Ако они со самото това што го са прават, значи упитање дооди до најмалку на 1500 фамилии, најмалку ти прават, може и до 2000 фамилии е екзистенцијата. Значи нема живот, што треба сега нас да не падат доправо да бегаме по земјите нагоре, не. Ние тука ќе останеме, а они ќе си го решим проблемот. Друго, они никој не са консултирали, никој не са питали.
И доносат закони, доносат... Сега правят горе состанок. От собствениците на приватни шуми ни един не е поканен на този состанок. Защо? Не знам. Нищо това, че и питаш. И проблемите са големи. Едно ще дойдат големи проблеми. Сега сме се ни събрали тук, 50-100 души. Замисли, в тази криза, сега ще е енергетска криза. Преди Венко ще го така. Значи струя, това е все скъпо. Дръва нема. Замисли колко пензионери има сега в Берово, в Малешевията, които зависят от нас да им се донесат дръва. Собственици на приватни шуми. Шо ни дава Напол или било ние да им ги работиме и да им доставим ни отдел дръва. Тия свет не чека август и септември. Уни още други ден. Някога принесе времето в май, чека дръва дома да им се отнесат. Знаеш ке е с пензионери? Наредното сезона да са обезбедени с дръва. Проблем друг. Кой че рипат тия свет? Дека чият? Кой? Дека чият тия свет? Мора дръва да обезбедим на този народ. Доколко не ги прифатат вашите барања, на што сте спремни, што ќе направите? Значи, доколко ни прифанат, ние се сбираме баджи свет, се собираме, че сбереме доправа много свет и че приявиме в полицията процедурално се, ако има потреба и правно лице, че викнем, адвокат, и че наявим штрайк. Че наявим штрайк и това не штрайк ден, два, три, штрайко, че го наявиме, па все додека не ни решат проблемите и тогава униче не тера нас. На состанок не ни да ги гоним. Значи штрайко, че ако дойде ред до штрайк, ако сани ни отправят работите от утре да почнем да работим, штрайко, че го наявим утре е петок, за от понеделник, блокираме го Берово по сите прописи и протоколи, а мисля от и това, че усети и цела Македония в момента от Берово излязат по 50 до 70 шлепера дневно излази руда за осломи. И това все кога се блокира, не знам дека ще ми крае това. Решението дека го гледате вие? Решението нека си правят на друго место защитни зони, не тук дека 57 на 100 най-малко са приватни шуми. Собственици приватни шуми. Решението нека го тера там по Швейцария, по Европа. Оти имаме създани, оти от цяла, пример, Европската уния, ако е 25 земи, тия закони, това са тук ще го спроведат само в 12 го има. Они не са си го оприли в Европа, нето на нас в Берово да ни го правят в Македония. Това е закон. И нека си и там правят тия защити. На нас тук защити зони ни трябва и пижовици там, що ми кажуват това и клюкодръвци това. Ние трябва от нещо да живеем. Јас сам со 140 хектара шуми, со своја пилана, со 13 души вработени, што плащам придоноси, даноци, годишно 50-60 илјади евра давам на државата. И не може некои си тамо дошли од да са команданти на мојата шума, да се прават они да лажат Западо, за они да взимаат пари од проекти. Они са едни обични лажачи на Европа. Тражат Европа, ама они искаат да лажат Европа на туч имот. Тоа е наш имот. Не е нивни што го прават они проектите. И они лажат цела Европа за да взимаат парите од проекти. Решението дека го гледате вие? Решението го гледам, треба да го отступат като си е било и да не го малтретира, а това е народ туа. Това е решението. И решението, не само приватни, и държавните шуми, седе под Берово на събранието. Не ни македонски шумоти, там са сега рами яйдовци. Седе под Берово на общината шумата. Общината да го користи благодето от шумите, а не скопяни. Скопяни не ни дава нищо. Сега, що са го направили, това е най-големият криминал. Они на моята приватност нема право уопšte по европските закони да не нас малтретираат така. Приватното е нещо най-големо свето загарантирано. Ако е упитане по закон, он не смее 1 метро да застане у моята шума и у мој имот, а не да се правят они господари. Они, тия по канцелариите, с тия сдруженията само правят малорганизация, къде излажат Европа да вземат пари за проектите. И аз ако тебе, овие, ония никой да не ми каже. Самоволно и аз ако тебе поединечно ќе откарам до Страсбург и аз ще победам. Аз е сеча не права, пошто съм разочаран и от македонски шуми. Разочаран, оригинал кажувам аз. Не вносам молби. Оти не знаят да го ценат и они. Меш годишно им давах по 10 000 евра такси на шумското. И они го злоупотребуваат сите. Се са апаши. Оригинал, кажу. С този закон се унисат што правят това, че направят 1500 души от Берово да ги пуштиме под бюрото сите. 1500 души, сите пилани треба да затворим. И што ќе правите после? Ще се сунчаме.
Ќе се Сунчев. Добро. Име и презиме? Драги Панковски. Добро, јас знам само. Кога дојде тоа еколошко здружение да ни држи таму ка предавања, они рекоа дека на Бреза ќе се прави еколошки локалитет, кој локалитет треба да офане некаде околу 1100 хектара површина. И се остана на това, там се потенцираат дека има сате 3-4 приватни со кои се разговара со них и да се најде заеднички јазик. Са, од тие 1100 хектара, са се дига површината на 11.200 хектара. Тоа е половина лешевијата. Во таа малешевија од тамука X фамилии црпат леп. Шо едно. Второ, во таа енергетска криза, са шо имаме? Немаме нафта, немаме струја, а ние ќе немаме и дрваве. Зашто ќе се грееме, не да донесеме за 2 динара да искара. За това градоначалникот рече дека тамука состанок они организираа, а он е само гост кој им дава простор. Договорихме се тројца. Евентуално може четвртија да го прогураме, да влеземе и да видиме кој е нивниот дневен ред бил тамука, шо е на тој дневен ред дискутирано, шо е донесено и да застапиме наши интереси тука. А наши интереси, секој има право сега да стане, да каже това. А што се односи не до мој интерес, до интересот сите што сме тука. Не може на мојата површина, на мојата дедовија, или на тоа ја што сам го купил, или некој што го е купил, савеќе од Скопје или од дека иска неке, или тоа еколошко здружение да ни тура ред без наша согласност и без наше знање.